Повод за денешната пресконференција е пресудата на судиката Лидија Аризанова на нашиот председател на Општинската организација во Струмица. Откако го одржавме пресуд и јавно го повикавме господинот Зоран Заев да ни каже каде треба да ги доставиме овие пари, ние до ден денеска немаме од него никаков одговор, ниту од него, ниту пак од Социјалдемократскиот сојуз. Каде да ги доставиме парите? Кај него лично или кај неговиот брат Вице во неговата менувачница? Јас натаму ќе продолжам со нему познатиот вокабулар кој што тој го употребува. Тик-так, тик-так, времето истекува, а ние како ревности почитувачи на институциите, на системот, навистина сме во недоумица каде да ги доставиме овие 300.000 денари, казна за навреда, пазете, на честа и угледот, и уште што е побитно, душевната болка на господинот Зоран Заев, што ја претрпел со тоа што јавно ја коментирал снимката која што ја гледаше цела Република Македонија, нашиот председател Сашо Милковски. Останува уште една недоумница. Дали судиката Лидија Аризанова со оваа пресуда јавно ја обструира господјата Катица Јанева и со ова практично и ги врза рацете за да натаму истражува аферата Пуч, бидејќи за незе видеоснимката која што е на законски начин прибавена со посебни истражни мерки, таа ја смета за нерелевантна. Токму на таква видеоснимка се темели и се вкупната истрага за аферата Пуч и врз основа на нив специјалниот обвинител треба да ја тера целата натаму истрага и потоа да поднесе или не поднесе обвинение до судот. Сакаме да прашаме, дали тоа Аризанова и Заев и нас не повикуваат и ние да не ги почитуваме институциите на системот, они истите за кои што Заев се изјасни дека не ги почитува. Дали тие предпочитуваат само партиски судови? Дали за нив е релевантен само судот во Струмица, а специјалното јавното обвинителство е само една обична желботека за да се обстане на политичката сцена во Република Македонија и да се одоговлекува и обструира договорот од Пржино. А верувале или не, господинот мистер Гаф, односно Заев, по кој знае кој пат се сплетка, овој пат и во судот, во Струмица, па јавно ја призна видеоснимката, која пред него била, како што тој вели, сечена, лепена, кое признание сепак, иако доаѓа од самиот тужител или градоначалникот, како што милуваше да го вика Аризанова, за неа не беше доволен аргумент и таа да го прифати тој доказ за релевантен. За неа очигледно било релевантно само незиниот градоначалник да го добие спорот и со 5.000 евра да си ја залечи својата душевна болка. Ние од ГРОВ, еве сме подготвени во тоа да му помогнеме, само уште еднаш да каже каде. Ако господинот Заев не ни каже каде да ги уплатиме овие средства, јас однапред се извинувам, лаик сум за медицина, но колку што знам, душевна болка се лечи или во Бардовци, или во Демир Хисар. Во тој случај ние овие средства ќе ги уплатиме на една од овие две институции или ќе ги поделиме сумата, па ако евентуално треба некоја ургенција, ние стоиме на располагање. Благодарам. Дали имате некој друго прашање? Ако немате, уште нешто благодарам.